Цената на храната е зголемена под 1% во месец април во споредба со март оваа година, покажуваат анализите на владата кои ги прави врз основа на добиените бројки од Државниот пазарен инспекторат, информираше денеска председателот на влада Христија Мицкоски, кој одговараше на новинарски прашања. Ги анализираме бројките од Државниот пазарен инспекторат, бројките кои што ги добиваме за цените на храната на месечно ниво, април визави март, се негде под 1% зголемени, под 1%. Најмногу се зголемени транспортните услуги, тука се мисли на нискобуџетните авиопревозници, картите, и секако тие ќе влијаат во крајната цена односно во крајниот износ на инфлацијата за април, која што очекувам да излезе денојуве. Премиерот Мицкоски посочи дека има зголемена инфлација и во еврозоната. Во Бугарија рече дека е над 6%, Хрватска се движи околу 6%, додека Грција околу 5%. Гледам зголемена инфлација и во еврозоната. Во Бугарија веќе е над 6%, Хрватска се движи околу 6%, Грција околу 5%, така што нема како ние да останеме имуни на ова, имајќи предвид што минатата година овој период имавме и велигденска кошница. Но очекувам сето тоа да се стабилизира во овој тековен месец и веќе од средниот да имаме инфлација која што ќе биде под 4%, а доколку имаме стабилизирање на состојбите во Иран, во заливот, тоа што очекувам да дојдеме до оние бројки кои што до крајот на годината ќе бидат меѓу 2 и 3%. Прашан дали има опции за мерки и кои се, Мицкоски со одговор дека како влада немаат голем простор за мерки освен тоа да влијаат на данокот на додадена вредност. Председателот на влада Мицкоски образложи дека ако се замрзнат цените и маржите, тогаш тие се прелеваат во другите месеци, а како што рече, тоа се покажа како лоша мерка. Прашан дали може таргетирани мерки за одредени производи, Мицкоски потврди дека тоа веќе го прават и како пример го посочи вештачкото ѓубриво и течниот природен газ. Така што имаме таргетирани мерки, но сакам да кажам и тоа е многу важно да се истакне дека според Меѓународниот монетарен фонд ние како држава сме во првите 3 согласно мерките кои што ги аплициравме како процент од ДДВ за време на оваа криза. Инаку очекувањата се дека во тековниот месец ситуацијата ќе се стабилизира, а инфлацијата ќе биде под 4%.